понеделник 20 октомври, кратки вести во 12 часот. Со освоени 16.565 гласови, Кирил Пецаков, како кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, е победник на локалните избори и останува градоначелник на Охрид. Тој освои 63,91% од гласовите пред доктор Асен Шајн од СДСМ и коалицијата со освоени 6.151, Гоце Цветковски со 630 и Стефче Стевоски од Твоја партија со освоени 450 гласови. Коалицијата на ВМРО ДПМН освои најмногу гласови и на советничката листа, а со тоа и најмногу советници 13. СДСМ има 5, Движењето Знам 2 и по 1 од Левица, Демократската партија на турците и независниот Рушан Хода. ТАФ Македонија најавува 10 нови дестинации од македонските аеродроми за предстојната зимска сезона 2025-2026, која започнува на 26 октомври и ќе трае до крајот на март 2026 година. Од Охрид ќе се лета кон Базел од 27 октомври и до Милано почнувајќи од 30 март 2026. Со новиот зимски распоред, Охридскиот аеродром ќе има 5 дестинации со 3 авиокомпании. Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид бележи двоцифрен пораст од високи 16,2%, со услужени 209.832 патници во периодот јануари-септември оваа година. Во тек е реконструкција на регулациониот објект познат како дрвениот мост во Струга, преку кој се врши регулација на истекот на водите од Охридското езеро во реката Црн Дрим, а со тоа и заштита на градот од поплави. Ке се обезбеди негова целосна функционалност за регулација на истекот на водата, како и зголемена безбедност на пешаците кои секојдневно поминуваат преку него, вели Гоце Божиновски, директор на подружницата ХЕС Црн Дрим. Работите се во напредна фаза и се очекува да завршат до крајот на месецот. Ке следи изготвување основен проект за автоматска контрола на испустот и далечинско управување со нивото на Охридското езеро и реката Црн Дрим, со цел да се обезбеди поефикасна и еколошки одржлива регулација. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.